Не дека ни се потребни некакви сценарија, нели за емисијата, бидејќи тоа не е толку убаво кога ни доаѓаат соговорници, наши пријатели, сега некако и ваши пријатели на Телма телевизија и си ги споделуваат своите искуства, животни моменти и така натаму, сето тоа некако ни служи некогаш и како лекција за нешто да се спознаваме многу подобро самите себе. Особено кога стана збор за оброкот на денот, тоа е баш едно такво кулинарско матине кај што ние си уживаме, ќе дадеме по некој рецепт, ама вие да се насмеете, да се уживате во оваа, па сега ќе кажам, летна жега на Телма телевизија и секако да обсервирате се што правиме во кујна, барем ако ништо друго, некои добри можеби методи, техники или пак некој добар рецепт да си го воведете во вашето дневно кулинарско мени. Христијан Томовски, веќе го најавивме, момчето кое што го пред можеби месец и половина за една прекрасна авантура која што се случуваше во Маврово. Си ветивме дека на крајот на сезоната ќе направиме некој специјалитет. И официјално знам дека немаме грени тела, Христијан, ама и ова нема да биде лошо да се сподели, така? Имаме блендер. Некакво тело имаме кујна. Добро ми дојде уште еднаш. Благодарам за поканата. Во секој време, како си периодов? Супер топ, одлично. Да, Team Basement во полна парија. Така, се вежба, интересно е, сега има поише пожешко е, поинтензивно. Да, и понекогаш се прашувам сериозно во некои овие утрински температури кои што сега ги имаме, како наоѓаме можеби нели сила и храброст да влеземе во фитнес салите и така натаму, ама мислам дека добар почеток на некакво календарски за да се воведеме некои добри здрави моменти со фитнесот или наша фитнес револуција во овој период, мислам дека се одветен, ќе се сложиш. Така, преубаво. У принцип не правиш компромис, стануваш и доаѓаш. Имено. Колкав Team Basement и другото? Па, тимот кој што го спроведува целиот процес е од 3 до 5 луѓе, зависно од тоа што ни треба во моментот. Иначе, доста интересна бројка која што има луѓе кои што вежбаат од до нели во групите, али има 100 члена број клубот. Сериозно? Да. Тоа збориме за 100 члена кои што секојдневно се во вашите сали? Па во рок од 2 дена. Така. Отприлика. Тоа е прилично голема бројка. Мини фабрика на некој. Мини фабрика, Team Basement, сосема соодветства името. Ќе имаме ни фотографски моменти кои што ќе ги споделиме за гледачите додека говориме секако и за Team Basement, ама денеска ќе споделиме нешто твое, поточно твој рецепт. Сега знам дека колку што ми спомена, сакаш да воведеш малку подобар протеин во исхраната, затоа ме спомена нели месо и така натаму, во некоја следна прилика и ова ќе замени еден добар оброк, така да речеме она што го има како стандардна навика, месо, добар јаклик, хидрат и така натаму. Да, зависи што треба да јадеш во текот на денот, нели колку вежбаш, што вежбаш, колку се движиш, така да може од доброк на некој начин до пост-воркаут, pre-воркаут, зависи у која фаза си и колку си навлезен у приказната. Обично го јадам јас како пост-воркаут, има овоше, има протеин и на некој начин е сладолед. Така, ама баш заменува добар оброк или? Или како снекс, или нешто како закуска? Како снекче, сега ти можеш да го појачаш со овес, со некои работи кои што ќе го направат покалоричен, нели за да те држи на крај на ден, али е супер снек као сладолед, нели што го јадеме, така да може и ова да го замениме тотално. Затоа го имаме и мразот денес, не се прави одамна нешто со мраз. Најчесто јас знам дека и вака да си направам некој добар свеж напиток, бананата ја ставам да речеме во ладилник, во замрзнивач и потоа го вадиш и некако му дава една фина ладна содржина. Тајната состојка. Имено. А добра структура дава бананата, ќе се сложиш. Да. Ме интересира само околу твојата филозофија и начин на тоа што го можеби споделуваш со твоите клиенти. Дали за да се остане во добра физичка кондиција и да се надополни можеби мускулната маса со подобра, односно килограмите тамо да ги ставиме, а именно да ги празниме тие, да речам, масни наслаги, дали филозофијата на помалку јадење, повеќе протеини, вежбање, како му доаѓа или помал калориски дефицит да се стигне можеби? Па дефиницијата вика помал калориски дефицит, ама на некој начин тоа е многу полесно да го направиш кога ќе јадеш поише протеин. Значи помал калориски дефицит дефинитивно е да, нели зависи од кои ти се потребите, ако сакаш да се такмичиш едно и друго кој ќе погодиш формата, тогаш мораш да јадеш нели многу повеќе од на некој начин што ти треба. Нормално да не се здебелуваш сепак, али за секој дневен човек идејата е да јаде доста протеин за да биде заситен и да му биде убаво сепак да не гладуваш, тоа не е целта, бидејќи кога гладуваш мислиш на јадење, идејата е да не мислиш на јадење, да правиш тоа што треба да правиш. Да, обично твојата да речем
дневна препорака за себе и за клиентите за калориски внес колку изнесува дневно, искрено? Ако направиме сооднос со протеините? Па глеј, не ги ограничувам на бројки, бидејќи треба да навлезеш у целата приказна за да можеш да правиш малку со бројки. На некој начин тоа се одвива све тета тет, после тренинг, пред тренинг, у одредени околности кои што ти е ограничено времето за да објаснуваш саат, 2, 3, па онда свати, онда дочитува да прави, така да многу едноставно пробуваш тоа да го кажеш, иако делува едноставно, ама функционира, изеди ги протеините први, гледа биде тоа салата, real food, и од тоа секако нема да бидеш дебел. Дебел ли сме, нели, од она што го јадеме после, што него рачунаме дека сме јаделе. На некој начин многу ми се дешава често да кажат денеска ништо не сум јадена, успат си изела банана, си изел сникер, си дошол, си пиел цедевита. А то се калории дополнителни. 1000 калории ти проаѓаат без да знаеш што си изел. Така да тука е најголемиот проблем. У принцип никогаш не е проблем тањерот што го јадеш за ручек или доручек. Јасно. И да, и колку да речеме имаме физичка активност во текот денот и тоа треба да има некој добар математички сооднос. Како и да е, ова денес е како ќе му даде еден добар шејк? Добар шејк, ја го правам тик, така да идејата е да биде сладолед. Да биде сладолед. Целата филозофија е на замрзнато овоше и на мраз, да те освежува. Да, бананата е замрзната. Мојот човек. Има млекце, чисто да можеш и со вода, млеко е дополнително да, протеин. од бадемче, така да можеш обично не никаков проблем, зависи што преферираш. Да, ги има по маркетите од оризово до кокосово до бадемово, така што овесно буквално има малце пинат батер за да имаш калории, зашо многу добри масти меѓу другото. Да, со авокадото се во масти. најдобрите можеби топ 3. Авокадо идеално, да. Да. Ова друго се малце по. Инаку меѓу другото кога го спомнав авокадо, какао, путрет кикиритки и урми, подобар крем, здравје Боже, нели? Нутелче. Нутелче право. И ако сакате плюс некој јаткас ќе си додадете и вистина имате еден природна состојка на нутела. Како и да е, ќе подготвиме. Значи, колку имаме тука отприлика или порака го... Па, ќе користиме одукативна метода. Значи, све од око ќе правиме. Све од око. Еве методата од око на Христијан Домовски. Од прилика 100 мл, ако да речеме, да. Бркаме бројчиња, ама гледај, ако ти е фората да јадеш со лажица, треба да не форсираш на крај да ги ставаш течностите, така. Да, све друго да ставиш на Останате почет. шефе слободно. Да, сега ќе го направиме. Важно да имате добар блендер, не е никогаш така отфрлиле. Убаво да биде затворен. Убаво да биде затворен, херметички. Ставаме црвено шумско овоше. Од прилика кога ќе јадеш, еден кап на чаша кој што пиеме од сабале кафе е окей, околу 100 грама, 150 грама и да претераш не е страшно, нема некој посебно шекер, има многу антиоксиданси, у секој случај ни треба у секое време. Јасно. Многу антиоксиданси. Бананата, една банана ставам јас, таа е замрзната, тоа е клучот за да биде целата смеса по сладолесна. Тука е мразот. Мразот, главна и важна компонента за да го имаме тој нели баш момент на сладолед или да не освежи во овој период. Од прилика ставаш мраз, ќе видиш сам колку сакаш да имаш волумен во храната. Ставаме пинат батер, јас ставам тука една лажица супена. Тоа од прилика 20 грама. Одлично. Супер. Убаво не оставаш ништо. Да ти кажам, имаше еден период го правев со задоволство путретот кикиритки на мој домашен начин, ама нели бидејќи сепак купувачките од маркети имаат некоја нели компонента која што го задржа малку подолго нели да остане во ладилник. Да. Инаку кога ќе го направиш сам путретот кикиритки, друга приказна е да на крај главната состојка протеин по вкус, можеш ванила да користиш многу добро. Ова беше од Ова е протеин прашок од чоколада? Од чоколада, да, класична чоколада. Класична чоколада. Секојаш е добар избор. Доволно ќе биде млекото. Малце млекце. Ќе го заборавив, ќе беше фијаско по тоа. Добре. Многу е полесно да додаваш, така да пробај. Да се прекрстим, ајде. Да. Ќе треба млеко. Затоа реков, може би треба на максимум да го ставиме. Да, ќе ставиме на максимум. Убаво ќе. Добре.
Да. Ќе му помогне малку. Супер. Целата работа е да не форсираш со Тоа што течност. Тоа што го спомена на почетокот. Супер. Ова ќе биде ладен шейк. За блендерот ми е top of the pops. Вака така не служи. Топ. Супер. Идеално. Да ти кажам ова, еве чекам сега да го дегустираме. Еве имаме ние подготвено реципроцитет ќе направиме сега да се дегустираме. Значи денешниот рецепт од Христијан. Инаку во моментот ги гледаме фотографиите, рече може да ги пуштите на full screen, само да ја споделиме приказната на тимот на Team Basement, каде што Христијан е всушности ваш личен фитнес инструктор, кај што може да нели секако да влезете во неговата програма на вежбање. Од кога до кога отприлика во денот, Христијан? Како цел ден цел ден? Имаме сабајле термини, имаме попладне термини. Измеѓу е салата отворена да вежбаат дечките кои што не може да стигнат во термините или може би сака да пробаат нешто ново, нешто плюс минус од она што ние го програмираме во текот на ден. Супер. Одлично. Локацијата каде беше? Локацијата е во спортскиот центар Јане Сандански при Олимписки комитет, значи во под хотел Русија. Народно кажам. Како мирише ова прекрасно. Да, ова сериозно може да се додаде доколку сакате нели поголема маса на протеин, овес што спомена ти. Слободно, овес, можеш 2 банани, 3 банани. Да. Биди слободен да експериментираш. Да. Ама ова е базата. Дефинитивно од банана ретко кој се здебелил, така Да. Боле изфорсирај на банани него на сникерс. На Орео кукис. Да. Супер. Ќе потсетиме уште еднаш. Шумско ово што ставивме, бадемово млеко. Така е. Пинат батер. Пинат батер најважно. Така е. Протеин форсираме нели за да имаме поише во текот на денот внесено протеини. А и вкусно е. Да, како вкусно ги прават. Принцип нема шекери, нема ништо, чист протеин. Тоа е тоа, можеш и малце сол да ставиш, евентуално во жешките времења ако ти фали доста содиум, ако се потишко мотно да фрлиш малце сол. Сериозно? С недостаток на содиум, сол таму и дефинитивно ќе имаш повеќе електролити во системот. Ако ќе видиш, да, рецептите во голем дел од оние, да речам, чоколадни индустрии, нели, каде што се прават нели состојките, ставаат некаде во чоколадата и сол. Да, тоа не значи многу, него она врвче на лажица. Прстофат што би се рекло нели кулинарски. Ќе потсетам уште еднаш дека Team Basement ќе работи во текот на летото. Така е. Да? Нема застој. Нема застој. Ќе имате нешто можеби ново вклучено во септември? Ќе има секако стандардната програма. Па програмата е стандардна, нели си го тераме моментот на генерална спрема секој ден, со тоа што во овие летни времења пробуваме надвор да вежбаме. Тоа го правиме околу во салата. Така да денес е првиот ден кај што стартаме со тренирање надвор, тимски тренинзи, кај што идејата е да вежбаш и да се дружиш. Да. Може споменавме во претходното нели излегување твое кога го најавувавме, односно дававме отчет што се вели за настанот во Маврово, на што се должи можеби Team Basement на баш онака формула на успех? Обично вашите да речам вежби се потпираат на сопствена тежина и со можеби поддршка од тегови? Па базата општо на повеќето работи во фитнесот, а конкретно во нашиот спорт е пред се да се храниш добро, иако многу често забораваме на тоа, за да функционираме на некој најоптимален начин. Потоа на некој начин е кондицијата, да си ти сепак кондицијски спремен као еден од главните фактори, па потоа доаѓа сопствената килажа кај што ти мора да си ја движиш квалитетно. И на крај доаѓа тежината, односно да се оптеретиш бидејќи ќе ти стане повеќе лесно да се движиш само. И на крај тоа да го ставиш под некој интензитет за да биде интересно, да биде спорт, и на крај да добиеш повеќе бидејќи телото ти се адаптира секој пат. Кога ќе вежбаш, кога ќе се умориш, кога ќе се одмориш, ти си веќе малте не адаптиран на тој стрес, така да тука рекаверито зима огромен дел од целиот процес на подобрување. Да, најчесто кога сакаме да ги имаме
максимално нели своите резултати. Не знам, сме направиле една месечна хибернација, сме се одикнале можеби од некои спортски активности и сега сакаме повторно се вратиме нели во сала и тоа нели малку е тенка линијата, границата да се откажеме повторно, меѓутоа за да се вратиме во потполна кондиција, не значи дека треба секој ден да го травматизираме телото, дека секој ден по 2 пати тренинзи треба да правиме. Која е твојата можеби оптимална дозволена стратегија за во неделата колку? 4 или до 5 пати во неделата препорачувате можеби? Па, многу индивидуално, нели све зависи од многу фактори. Идејата е ти да се движиш на некој начин секој ден. Сега, многу е различно, нели, дали се движиш надвор од сала. Обично кардио кое што имаш да речеме, така? Има некои луѓе кои што преферираат водно, преферираат да играат некаков баскет, фудбал, така да. Така, планинарење, велосипедизам, планинарење, тоа е супер топ, одлично, но доколку нели седиш дома и да дојдеш и 5 и 6 пати, нели нормално се дозираш да се слушаш сам себе, нема да имаш штета, бидејќи сепак програмата ни е направена за 6 дена во неделата, тоа значи дека издозирани се тренинзите да немаш огромни нели оштетувања од ден за ден. Од тренинзите, да. Ти благодарам што чести задоволство. Искрено драго ми што оваа сезона и те запознав и имав прилика барем накусо некако да го доближам можеби твојот тим, сум на тим Бейсмен, ама и твојот начин на нели на здрави навики со публиката, ама од септември ќе се видиме и на терен кај вас. На вежбање. На вежбање, ама ќе направиме по некој рецепт плюс. Обавезно. Ете така. Ова беше нашиот шејк или оброкот на денот, благодарение на нашиот фитнес инструктор Христијан Томовски. Благодарам.